Вие сте уште со една наша емисија. Гостин во оваа наша емисија е пратеникот Александар Јамалов. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден и ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Веднаш да ве представиме, вие сте магистар по безбедност и финансиска контрола на Факултетот за безбедност овде во Скопје. Што работевте пред да влезете во политиката? Иако дипломирани магистар на Факултетот за безбедност овде во Скопје при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, никогаш не влегов во безбедностните служби на државата. Вработен бев во јавното комунално предпријатие Дервен, на работната позиција референт за одбрана и безбедност, а за некои месеци раководител на секторот Пазари. Таму работев 7 години и после завршување на тој мандат дојдов во Собранието на Република Македонија. Но вие имате и приватен бизнес, нели? Да, пред да се вработам. Интересен приватен бизнес. Пред да се вработам во јавното комунално предпријатие, основа фирма заедно со мојот братучет, понашки кажано по велешки ортак. Основавме фирма за дистрибуција на леп. После известни години, пред почнување на короната, ја оформивме и нашата фурна Гимиджи, односно ја изградивме и до ден денеска таа фирма работи, има десетина вработени и функционира одлично, надалеку е позната. Да. Како во Велес, така и во Скопје. Така, вие сте сега пратеник. Од каде тој интересот за политиката? Интересот за политиката ми го вметна мојот чичко и мојот татко, уште од рана моја возраст. Иначе сум член на Унијата на млади сили од мои 14-15 години, активно вклучен во сите организации. Пред се, мојот активизам почна и во Средношколската унија, во нашата гимназија Кочо Рацин, како председател на мојата генерација, а покасно и председател на цела Средношколска унија. Па продолжи исто така и во студентските мои денови, со запишување на Факултетот за безбедност. Во мојата втора година станав и председател на студентски парламент на истиот факултет, кој беше членка на студентскиот парламент при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Вие сте и сопруг и родител на 2 деца. Вака политичка активност, ова ви е ваш прв политички мандат овдека, пратенички мандат, да, така? Прв политички мандат како пратеник во Собранието, иначе активен во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН цели 20-25 години. И кога се запознавме уште со мојата сопруга, ја и кажав дека се занимавам и со политика, дека сум член на партијата, дека сум член на Општинскиот комитет, дека одвојувам од моето слободно време да бидам активен во сето тоа. Се разбира со нејзина поддршка. Така, тоа сега да прашам, ве поддржували сопругата во сите овие активности? Како сопругата, сега така и моите дечиња. Знаеме дека е многу тешко да одвоиме, да не бидеме цело време со нив, но секое слободно време го користам да бидам активен околу нив, околу нивните задачи, школски, воншколски задачи, така да ја имам поддршката од дома и им благодарам за сето тоа. Да, имате 2 дечиња, машко и женско, од 10 години и 6 години. 10 години и 6 години. Машкото е 10 години, женското е 6 години, активни се и они исто како мене. Бака кога ќе ве видат на телевизија, каква е нивната реакција? Реагираат, се разбира дека реагираат. На почетокот и беше поинтересно, уште со кампањата за парламентарните избори од 2024 година, кога почнав ја да испаѓам на телевизија, испаднав и на социјалните медиуми, испаднавме и на билборди, на плакати. Го гледаат нивниот татко, се прашуваат зошто, што, како се до тоа. Седнав дома, им објаснив кој сум, што сум, кој можам да бидам, и им беше интересно што и нивните другарчиња им кажуваат дека ме гледаат на телевизија, сега им е веќе секојдневие. Да. И некојаш ќе ме прашаат и зошто денес не те видов, имаше настан на телевизија, тебе не те видов. Контрола, да. Заинтересирани се, така да и ми помагаат, знаат дека кога дома се спремам за нешто што е дел од мојата работа, имам поддршка од нивна страна.
Пратеници Јамалов. Обврска на пратениците е да членуваат и во работни групи и во делегации за соработка со други парламенти. Вие во парламентот членувате во две комисии. Таму сте заменик член во Комисијата за финансирање и буџет и во Комисијата за безбедност и одбрана. Каде се наоѓате во овие комисии, во една од овие комисии? Сигурно вие подрага или така натаму. Што можете да придонесете во работата на овие комисии? Па не можам да ги издвоам која ми е подрага. Сепак со моето образование и мојата струка која што имам, јас припаѓам и на двете комисии, и како член на финансирање и буџет и како член на Комисијата за одбрана и безбедност. Можам да придонесам во двете комисии според мојата струка и според моето образование. Активно сум вклучен во работата и на двете комисии. Моментално сме на работа на буџетот на Република Македонија, во Комисијата за финансирање и буџет. Активно сум вклучен, колку што можам придонесувам се со цел да биде работата завршена. Да. Собранискиот деловник дозволува секој петок пратениците да се среќаваат со граѓаните. Но како пратеник неизбежни се секојдневните средби со граѓаните, па макар и кога се оди на пазар или во самопослуга, во продавница, во бутик и така натаму. Овие средби се драгоцени, нели, затоа што го знаете, го дознавате мислењето за целата ситуација во државата. Што најмногу на овие средби бараат граѓаните од вас? Па официјалниот дел за нашите средби е замислен во петок, кога ни е слободен ден од работната недела, но најдобри средби си неофицијалните. Како раководител на работна единица пазари, со моето одење на пазар, имам чести средби, односно јас се познавам со сите пазарџи, така да со сите се поздравам, за сите им ја стегам раката и најважно ми е нивното мислење, како за мене, така и за глобално и за политичката сцена во државата, и тоа мислење многу ми значи мене. А од друга страна имам неформални средби, живеам на место каде што во мојата зграда во приземјето има два кафичи во близина, и така да секој ден на моето испаѓање за работа во Скопје, пред да тргнам, ја сигурно пијам по едно-две кафиња со некој граѓанин што сака да биде запознаен со политиките кои ги водиме, некој граѓанин што има потреба од нешто, да му помогнеме, да го поврземе со извршната власт. Сепак ние сме пратеници, пратени од нив, изгласани од нив, за да ги представуваме нив и да им помагаме во сето тоа. Предпоставувам дека овие средби се со помладите луѓе. Што сакаат младите најмногу во држава? Има и млади, но има и секакви граѓани. Значи не им е проблем на никој да испадне со мене и да испие едно кафе, исто така и мене. Младите пред се сакаат да живеат во општество кај што ќе бидат сигурни и кај што ќе се врати довербата во институциите. Пред се е тоа. Знаеме дека во изминативе неколку години уназад многу млади луѓе без економски причини си имаат иселено се од причина за недоверба кон системот, кон институциите на државата. Имате уште 2 години и некој месец до крајот на вашиот мандат. Како релативно млад пратеник, сега ќе ве прашам, по што би сакале граѓаните да ве запаметат во работата во собранието? Точно така, имам уште 2,5 години до завршување на нашиот мандат. Пред се сакам граѓаните ме запознаат, да ме препознаат во моето 4-годишно искуство во парламентот како поборник за подобрување на општествената состојба во државата и враќање на довербата, како што кажав, во институциите и во целиот систем. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и вам.